Давай. Причина до причина, секој звук е како мала приказна. Минута до минута, секој допир ствара само празнина. И колку да сум пак до тебе, молчи љубов, молчи време, собри памет, собри ме до крај. За крај, вистината за крај. Остави ти на вечността, остави на нея да те води пак до крај. За крај, истината за крај. Остави ти на вечността, остави на нея да те води пак до крај. Другари и другарки, Методија Костовски или во прилеп како ќе си го знаеме, Менде Кецо. Тој сум. Добре дојде. Здраво, добро ве најдувам. Инаку Секаш. музичар и угостител. И се што е во склоп на музиката и одморот и доброто расположение. Апсолутно најважно е доброто расположение. Мултиинструменталист. Да, Сега си ни тука со клавиатура. Свириш бас, свириш гитара. Што друго свириш? Прв инструмент ми беше хармониката. Хармоника. Уште од 4,5 годишна возраст почнав така со хармониката. Тоа што беше популарна. Па нижо музичко, хармоника исто, средно музичко, клавир и хармоника, теоретски оддел и факултет за музичка уметност, клавир и музичка теорија и педагогија. Значи сепак пијаното ти е, клавирот ти е онака првото. Пијаното изгледа најдолго време доминира од теков. А луѓето на најмногу те знаат според басот. Ти и во јавност со бендовите најчесто свириш бас. Со бас гитара, како се сетам на факултет, мислам втора година бев и имав цимер бас гитариста и така истражуваш, дај да пробам, дај да видам. Има гитара, па дај да ја научам јас да ја свирам. И така е тука. И подоцна си купив една прилепска гитара, па не знам, може 20 басисти од Прилеп ја имаја таа гитара. Значи бајаги ја поминале онака. Добро расвирена беше, добро и подоцна со време секој инструмент си бара и Кажи ми, кој ти е прв бенд? со прв бенд мислам дека бев тогаш четврто одделение. Да. Во четврто одделение уште не знаев да си ги врзам врвците. Рубин, од Теди Рубин, сега со меморија што е гитарист. Така? Тој беше гитарист и јас на хармоника. Имавме уште една хармоника, Кире Гараловски, басиста сега што во многу Значи Кире групи. хармоникаш бил, ево, не го знаев. Хармоникаш, тогаш бевме пола од музичарите почетници хармоникаши бевме, така времето налагаше, во нижо музичко немаше некој многу голем избор на инструменти и имаше доста хармоникаши и инструментот беше популарен.
и по-достъпен во тоа време и Па јас беше и и ти сме тешко. 2-3 години разлика. Некаде знам и моја генерација во музичко што оде најчесто беа хармоникаши и во музичкото училиште имаше огромен хармоникашки оркестар, сега не знам како е. Но сега повеќе се веќе пијаново свртени. Па, по-достъпен беше тој инструмент хармониката и за да може да вежбаш дома и многу беше користен за пијано, ретко и многу и ретко се најдуваше и ретко беше Ова да екземпляров овдека на електрично пијано во тоа време беше, не знам, мислам на именка Па, нели, за прилеп за да. Македонија. Не И не знам воопшто и на постоеше. светско ниво дали постоеле вакви работи тогаш. Тогаш Барем беа така мислам, достапни. синтезерите и беа екстремно скапи во цела Македонија, дали имало 2-3 синтезери, па подоцна излегоа тие од Casio Tone Bank, што ги викавме почетнички, така со ограничени можности. И сакам да се надоврзам за околу првиот бенд. Сега ме подсети и првиот наш официјален настап беше во тогашниот офицерски Така. дом, летната бавча. Имаше позади се како што е општината, позади тоа сето беше летна бавча, се сеќавам така преполно гости, имаше група свиреше и ние како ајде по паузата да влетаме малку со наши песни, така добро беше прифатено. А што свиревте? Народни песни, сега немам 3-4 така песни. Народни Нека хардкор народно, да се весели народ. популарни, не знам, тогаш во тоа време. И сега ко ми спомна дека ве викнале да пополните пауза, дури бендов кој што настапува вечера, да речеме, или одмора да пушат по една цигара, сеќаваш дека и ти имаше момент така кај што имаше прв настап и побара на пауза некој да пополни простор Не можам да се сетам така во имидж. во имидж. Па не можам да се сетам, ама ете добро што ме потсети тоа. Некој јас ти го пополнив тој простор. Да? Леле, колку е светов мал. Значи, тогаш ми се јави, рече, ми се јави Орде, ама не знам дали ќе издржам, одека прв пат ќе ми биде скроз сам така, со гитара тогаш ги свиреше тие свирки. И дали ќе пополниш пола сат, мора ми кажа, мен да не знам да пеам. Абе, свиреше, викам, свирам, ама со на гитара ќе свирам сам. И тогаш имав некои хумористични песни, кои што не бараја многу пење, па така пополнивме едно пола сат, дури одмараше ти. Не се сеќаваш на овој момент воопшто? Не. Ти си поменал после тоа милион свирки и така натаму, мене ми е исто еден, мислам, првиот пола сат пред публика, нека во кафич. И Да, тоа со хумористичните, така како стендап комеди, нешто што имаше спремно сега, да ме потсети. Ќе ти се врати до крајот на емисијава, ќе ти се врати. Само во ред беше сето тоа. Супер беше, апсолутно беше супер. Ми се Мене врати јас тоа. многу го си поминав таа вечер и после баш Орде ми велеше да направиш репертоар, барем сат и пол да има онака да направиме цела вечер, му ветив дека ќе направам, извини Орде, никош не го направив. Уште не имам направено, ако беше 2012-та, така. Има можност уште, ајде. Живи и здрави, ќе работиме многу, ќе правиме музика. Не спомнавме песната со која што ја почнавме емисијава, е твоја авторска песна. Прва авторска песна моја. После толку години истражував во кој стил, сакав нешто така да имам мое, доста беше веќе скоро сите мислам песни ги пресвирив што се од други автори. Ајде реков нешто и мое да пробам и долго време го барав стилот, кој стил, сите стилови ми се добри сега, кој, ајде порадно рапер бев, па трансер, па не знам, рокер, па ете на почетокот народњак сум бил, сета. И не знам, еден мал милион стилови, исто се сеќавам со еден колега во факултетските денови во градски парк Jazz Chill Out свиревме така на отворено. И
Кој Како стил, го кој дефинираш ове? За крај како е дефинираш стилски, жанровски? Уште не можам. Вака, воглавно е како некој chill out, jazz, chill out, може да биде, ама поп има доста. Со спотот малку во друг правец оди, малку по нешто современо. Комбинација од стилови. Така. Е, Во секој случај е нешто многу различно, многу оригинално. Лично мене многу ми се бендисува и за разлика од има еден месец од кога изваде со спотот на YouTube, така за разлика Така, од нека. публиката, општо ја случајно бев пред 2 месеци кај тебе дома и имав можност да ги слушам песниве и бев онака вау. Ова мора да го извадиш, треба да се слушни. И не знаеш колку ми е кеф што за прв пат во живо ги свириш кај мене во емисија, а и со мене исто време. Да, Полна ми душа онака. И мене задоволството. И затоа ти веламе на огромно фала. Пред да продолжим, пред да исвириме втората песна, сакам да те прашам, тоест да ни раскажеш за воопшто продуцентскиот дел на песниве. Многу интересен човек, не во Македонија ги продуцира и како оди таа приказка, добро со технологија е возможно, ама кажи ни кој е тој човек, како го запозна, како дојде до таа соработка. И така интересна приказна е. И така ќе дојдеме до твојата втора професија. Леле, ајде да скратиме некако. Еве, би почнало тоа како технологијата како се развива и сега е доста во свој склоп да го емитираш тоа што сакаш, тоа што ти е желба и технологијата ти го дозволува, мини студио домашно, ти ги дозволува тие можности. Да направиш И една да демо направиш верзија на песната. Така, демо верзија, сега не знам, можеби некој од публиката, од гледачите знаат, и јас исто, ние дома имаме и издаваме и мали студио, апартманчина, така, за Така. туристи, за гости, и случајно имаше еден млад пар, така, тогаш дечко и девојка, што сакаат да истражуваат и на Балканов, да авантуристи, и беа кај нас сместени. Сега нормално приватно си има да си посветат внимание сами да го видат, да го разгледат градов. 2 недели некаде беа тука и последните денови некако здраво, како шо Ти музичар, ја музичар. Ами и јас нешто музика. И ти музика, и како, шо, тој, и така малку скромни беа. И дојде со мотор, уште од Финска, со мотор дојдени. И почна времето, веќе почнуваше дождливо, ладно, вика дај да го ставиме некако моторов кај тебе, дали може, и се враќаме на пролет, Така. со комбе да можеме да го земеме, и сега ладно е за возење, изгледа. Така. Минале не му се одеше дома, а во времето ги натера да мора таква варијанта. Важно, Значи, викам, твојата музика се продуцира во Финска. во Финска, подоцна кога дојде, тогаш го запознав поточно, тој да ти бил познат некој во Финска како продуцент и со златна плоча, не знам, там голем тираж на Машала. винили. Само така скромен и музикава пак, ајде да седнеме да отсвирим нешто, гледам талент јак, тој, браво, ајде сикам, ово е сериозен е со музикава, не е така. Не е за фрканција. Тоаш ми кажа дека уствари работи во тоа најголемото студио во Хелсинки, што е за музичка и видео продукција општо, разни Се ако медиуми. спомна видеопродукција, сакам да ни кажеш се многу интересни спотовите што се на твојата авторска музика. Сега денеска ќе имаме можност да ја промовираме четвртата. Четврта во ред, да. Ќе свириме уште една. Кажи нешто за спотовите. Спотовите сега се во експеримент, се уште во ново време, нови можности, ете вештачката интелигенција некако
пробува, се продира во сите сфери, во сите полиња. И на покрај другото и на уметноста и на музиката и како медиум вака ме интересираше да го истражам повеќе, да експериментирам со тоа. Мора секоја можност што се дава во музиката и општо да се искористи за да се види како може да помогне сега во И на крај на кристата ни дава некој различен оригинален резултат кој што не е виден до сега. Како? Затоа што колку што сум упатен во вештачкава интелигенција, тој собира само информации кои што се веќе готови, на крај од сите тие прави компилација која што е оригинална за така. за моментот. Во главно сценариото ти му го даваш. Треба да имаш, значи, своја приказна како би одел дејството во филмот, да го речеме краток видео инсерт. Сценариото ти му го даваш, тој ти понудува неколку варијанти, некојаш и со смешен исход, затоа што тој општо не размислува многу, само си вклопува разни... Копа информација, од нив си прави собствен пренек, не видов дека почеле да прават трки со коли кои што се управувани од вештачка интелигенција. Сега тие трки се уште изгледаат онака на ниво на пародија. Значи, оди право и се извртува, се удира в зид на стартно целна равнина, ама и сепак воопшто ти да доведеш до таму да еден компјутер ја вози колава, па макар и во така контролирана среда, само еден круг да заврти е неверојатно постигнување според мен. Достигнување и допрва се развива тоа и мораме и ние како автори, како уметници, како општо да го следиме тој тренд, да ги видиме можностите негови, не сме и да се запоставува, тоа сепак и како нова ера се отвора во уметноста и мора да бидеме во текст. Во секоја пора на живењето, веќе секаде навлегува. Сакам да свириме Небото се ровни сега. Ајде. И за тоа мен да ни донесе и акустична гитара, пошто се свирила од различен штим. Да, и со штимови малку експерименти. Си играме, а јас сакам Саша да го прашам нешто, ми заспа компјутеров овде, када не случајно престани да ни снима звук и тогаш ќе биде многу зафркнато. Да не речиме, вака, најверојатно снима. Снима се. Добро, ова Небото се ровни малку да не биде вака како вовет да што е тоа Небото се ровни, тоа се метеорски дожд, што како појава вака природна ме фасцинира и општо, ајде реков, да се израза малку и уметнички во тој домен, да видиме да го представиме метеорскиот дожд во некоја... На поетичен начин. Тоа е сето музиката, поезијата, сето поврзано е. Јас и ликовен уметник, порано бев поактивен, и наставник тогаш. Ова не сум го слушате. Бараше наставникот тогаш да се запишам средно ликовно. После песнава ќе правиме за другите уметности во кои што си активен, не е само ликовната. Давај, маестро. Небото се ровни. Ја ќе пробам да те следам. Застани и погледни како небото се рони. Времето не мирува, плови светли звезди полни.
да дозволи само зракот да те води. И слободно ти следи ме, со мисли нови места твори. Не трябваше накрая. Много. Неговото Сарони, втора песна. Знам точно къде застанахме, ама нека отдиши, много беше убаво. Тук, рекохме за другите уметности. Една от най-интересните работи за тебе ми е точно си дел от театарския бенд и предходно свиреше в неколко представи во живо. Баш беше ангажиран за тие работи, а сега се вече во неколку представи кај што е цел театарски бенд состав. Како дојде таа работа? Како се чувствуваш свирајќи на сцена во театарска представа? И дали би правил музика за представа? Во театар се чувствувам како дома, таму екипата ми е многу блиска, сме се познавале во тие кругови, сме се дружеле уште од времето, да речем. И имаше представа Буре Барут со Наташа Поплавска тогаш. Сакаше да има бенд во живо за време на представата на самата сцена и ме предложија, сега слободно би рекол колегите од театар, ми предложија. Бевме така неколку души од актерите што се занимава исто со музика. И не прифати режисерката и од тогаш некако се навикнав буквално како дома, како хонорарно настапувам во многу веќе представи, многу години, пред некој ден пресметував дали 8-9 години, така мислам, минимум. И имав и како актер искуство во представата Алан Форд. Игравме заедно там. Сега ја да те подсетам. Неколку улоги актерско, нешто там, Рамон. Тогаш игравте со друг музичар, бевте партнери со Томе, мислам дека игравте заедно. Јас го толкував или како стрично. Кој играше Ликов? Рамон, глувиот музичар бандит. Мислам, легендарна сцена беше. И покрај тоа ги има пио и мајсторот, така не, слепиот уличен музичар и да, тоа беше во масовната сцена, беше таа кај што беше слепиот музичар. Друго што ми е интересно да те прашам, ти кратко време и предаваше во музичко училиште, така? Како замена. Така. Тоа беше многу давно веќе, така? Па има, можеби, првиот пат кога предавав музичко како замена, 6-7 години. И тоа е интересна приказна, идам, ми вика,
Тоаш партиски беше се тој. Као сега не е. Демек се, ајде да не навлегуваме во тоа. Иди, комшија, така малку го познав, вика, од 12 часа имаш час во училиште, към грешка да не си ти, јас тука нешто малтарисував. А вика, колку 11 сата, од 12 те чека таму децата час, имаш, към грешка да не си. Не, вика, мора ти да одиш, оти немало кој друг. Јо, како... Ако имало било кој друг, Така. тој, ама дека Сигурно нема не може да кој бидеш. друг, дека нема кој друг, мора ти сега тоа е. Значи, нека на неколку пати, за година и пол некаде со прекини, но за мене оде... Сега, тоа е супер прича и многу ми е... Не ми се развива затоа што ќе влеземе во Не, работи не, кои што не сакам во емисијава да ги третирам. Ова, Доволно со два збора си така, направивме. хумор, во све најдобар хумор, така и овде се Сакав само сега за да ми кажеш, моментално свириш со два бенда. Банда бенд и со рок н блуз бенд. И Што правим? дуплодно бенд. Чекај, тие се театарски, ние ги чеплахме, правиме муаве за по кафичи. Во кафичи со Наташа Седловска. И со Наташа Дуо. Седловска. Ајде, не е Дуо. бенд, дуо. Сам некогаш. Дуо бенд. Имавме на дуо трио, сега дуо бенд имаме. Акустик, гитара, акустик, бенд, нешто така. С Наташа Седловска почнавте пред 10 години со гитара, а сега последната свирка ми беше со пијано. Со пијано, ајде малку Си да смениме. свирам себе, како сакам, така ќе си ја терам свирката. И да биде интересно сега, ние правиме за публиката да и биде интересно, си помени интересно, убаво, ама и сакаме и ние да си помениме убаво и интересно да ни биде. Емисијава ја снимаме на еден ден пред следна свирка од банда Бента, ќе се емитува 3-4 дена после свирката и сега да речеме супер си поминавме. Да, Беше е, многу ајде, јака свирка. како- На следната свирка, не за африканци една страна. Како временска машина ова нешто, да сега На послед- некни шуго беше. На последната свирка вокалинка присуствав, тоа беше пред 1 месец некаде и навистина направивте феноменална свирка, значи ме подсетивте на она време кога со Чакаро почнавте да свирите заедно во бенд и ве уште имате истата енергија, уште имате истата живост и немојте да прекинувате да свирите заедно затоа што таа комбинација ти и Чакаро носите некоја многу интересна прича. Па со времето и многу приказни се поврзани, многу настани, луѓето присуствувале на многу наши така изведби, да ги речеме. И спомени си делат секако убаво се поминувало и таа енергија циркулира уште со години. Значи, поздрав до цел банда бенд. Јас тебе овде ќе ти речам фала што не гостуваше и за крај да ни ја најавиш наслова на тоа што ќе го гледаме од кој ќе се изгубиме одавде. Да, сега следува премиерно четвртата моја авторска песна и со работена исто видеото со вештачка интелигенција, да го погледнете. Песната се вика Шепоти. Значи, Да, малку за да се спремиме. боти. Да се спремиме за летово, малку летно, како за на плажа. Фала ви што не гледавте. Лайк, шер, сабскрайб и мемберси да ни станите, што би рекол еден. Ако толку ќе имаме мемберси.
Слушам брано плови, остави. Ме люби, сон ме губи. Слушам брано плови, остави. Ме буди, сон ме губи. Шепоти. Слушам брано плови, остави. Ме люби, сон ме губи.